Социјалните мрежи се неизбежен дел од нашиот живот. Реалност е тоа дека тие ни ја олеснуваат комуникацијата, значи полесен контакт со нашите семејства, роднини, пријатели, побрз, полесен пристап до најразлични информации, споделуваме информации, неретко и голем број на бизниси се водат низ социјалните мрежи, па служат како и момент за релаксација. Сега, прекумереното користење на социјалните мрежи како знае да биде штетно, особено кај младите кои што се најчести корисници, а во одредена мера и зависници. Сега на менталното здравје влијаат три аспекти. Првиот аспект е социјалниот и тоа социализацијата, социјалната интеракција, начинот на кој што тие го структурираат слободното време. Многу често знае да се забележи група на млади лица излезени во кафич, излегле например на дружба, а сите секој во своите раце да го држи телефонот и ниеден со ниеден буквално да не комуницира. Вториот аспект е емоционалниот, а тоа дека се повеќе расте чувството на страв. И тоа, страв да не се пропушти нешто важно. Страв да се биде, односно да се биде постојано активен, да се следат објавите, да се биде во тек. Колку почесто се следат објавите, толку почесто се поистоветуваме со туги профили, туги животи. Колку почесто се споредуваме со тугите животи, толку почесто расте чувството на незадоволство, чувството на неисполнетост, неубаво чувство во сопствена кожа, нарушена самодоверба, очај, тага. Поради потребата постојано да се остане активен на тие социјални мрежи, како е засегнато вниманието на младите, односно неможност да одржат, да си го одржат вниманието на некоја друга активност. Ова е третиот аспект од психолошка гледна точка, каде што се нарушени когнитивните способности, фокус, концентрација, внимание